За четвртата E65 генерација на серијата 7 насловите во медиумите беа драматични, а реакциите бурни. Јавноста имаше впечаток дека во Минхен го загубиле разумот. Верните поклоници на марката не го криеа разочарувањето кое прерасна во отворен бес. Критиките беа толку остри што тогашниот шеф на дизајн одделението Крис Бенгл добиваше дури и смртни закани, иако автомобилот всушност го нацрта Адриан фон Хајдонг. Но, сепак, тој беше лице на проектот, човекот кој ја бранеше радикалната нова филозофија, чиј типичен представник беше токму контроверзниот E65. За неа сите му се лутеа, но не и раководството на компанијата. За време на неговата ера, BMW го надмина Мерцедес како глобален лидер во продажба на премиум автомобили. E65 го наследи конзервативно стилизираниот, но елегантен и скоро безвременски E38, чии линии беа олицетворение на класичните вредности на BMW. Иако оригиналните скици на Ван Хојдонг беа многу порадикални и представуваа елегантен фазбек, а конечниот дизајн беше значително ублажен за да наликува на пообичен троволуменски седан. Контрастот не можеше да биде поостар. Едноставно, новиот модел беше се она што претходно не е. Поодважен и намерно провокативен, донесе целосно нов, комплексен дизајнерски јазик. Површините беа разиграни и напнати со длабоки линии и необични пресеци. Предниот дел го карактеризира невообичаените светла со трепкачи како веги поставени над препознатливите ангелски очи. Задниот дел со нагласениот поклопец на багажникот изгледаше како да е дводелен. Нивна трешноста не беше поштедена од револуционерно различни идеи. Во однос на E38, кабината на E65 делуваше како скок во иднината. Централниот екран и iDrive системот обединуваа голем број функции на едно место, збунувајќи ги возачите со комплексноста и недостатокот на физички команди. Но затоа E65 донесе низа технолошки новини, од електромеханичкиот менувач и рачната сопирачка која се активираше со копче, до електронскиот клуч и активните стабилизатори. На модернизацијата не можеше ништо да и се замери. Беше направена дури и верзија со погон на водород. Од денешна историска дистанца E65 повеќе не делува како ексцес, туку како храбар исчекор кој ги помести границите на тоа што човечкиот ум го смета за прифатливо. Доказ се продажните бројки. Овој автомобил стана најпродавана генерација на серијата 7 дотогаш.